4000 алтани бадемли. 4000 бадемли. 6000 чекрли. Значи 10.000 кара гроши. Синко, зашто ти се джамоите што ги стави во сандачето? Зашто ти се, да ми кажеш, одеше по градските буништа, собираше стакленца, ги кршеше наситно и наедро? Зашто ти се? Слушај, Меко. Татко ме остави без сермија, така? И јас нема со што да го почнам животецов. А ми дојде време за женење? Ми дојде. А никоја не сака нога да стави во оваа сиромаштија. Ова што ми го кажува, синко, не ми го грее срцето. И не ми го радува окото. И на лошо ми мирисе. Ајде сега не ми коби пред патот. Ајде, слушај. Ајде оди и подготви ме сега за по пат. Се подготвено. Зашто и така остана? И така помина многу време додека се сетив дека треба да си ја земам среќата во рака и да ја однесам на некое друго место. Каде што ќе ми работи. Кај поминало, толку ќе помине и уште малку. Се ти е спастрено, немаш. Се ти е спастрено, еве сега ќе ти донесам, ама не ми каже за ама ти реков дека нема да ти кажам. Ајде, слушај. Не. Оди и донеси ми ја облеката за младоженец. За женитба што ми ја чуваш и да тргам по пат. Со таа облека ќе одиш? Не. Синко. Не. Не. Синко, Таа облека. ти со таа облека, ако тргнеш, ти никогаш нема да се вратиш. Ке се вратам, мајко. Сакаш овде да ти ја донесам да се облечеш? Не. Стави ми ја во куферот и по пат ке се облечам. Отивака одејки може да се извалкам, а таму каде што сум наумил да стасам, треба да стасам чист и дотера. А лиштата за младоженец ми ги бара, ти, синко, нема никаква. Друго сум наумил, ајде. Брза, ајде. Ајде ти ги да. Добар ден, пријател. Дал ти Бог добро, пријател. Сакам нешто да те прашам, ако си од место да ми кажеш. Од тука сум. Ако знам, ќе ти кажам. Господ ми те нанесе. Сакам да прашам, дали ова ано што е зад нас е најубав во местово или има уште поубав од него? Тоа го знам. И ќе ти кажам дека поубав од него нема. Ете, влези, види. Ако му најдеш маана, тогаш јас сум тој што ти излажал и можеш да ми фатиш коса. И спиењето, и јадењето, и се им е најубаво. Се најубаво. Да. Ти благодарам многу, пријателе, што ми кажа, оти сега ќе талкав наваму натаму, па ќе бара фан убав. Слушај, да си кажам право, сакам на подолго да останам тука, а научен се сум јас вака, на убаво да се седам, на убаво да лежам. Не ми се престојува ово секако фан. Ајде, оди па убаво да си помириш. Сполајте многу, ајде со здравје. Овој ти бил некој богат, што он вели дека се наубаво бил научен. Добре, дете. Шо ќе повелате? Ми кажа дека вашиот тан бил најубав во место и сакам, бидејќи сум на подолго време, да одседнам. Па ако имате една соба да ми даете. Има бе, како нема бе, Машко бе. Имам најубави соби за мерак. Сакаш прво да ја видиш одејата, па посем да вечераш или? Не. Сакам прво да се одморам и ако може нешто да се договориме, да сетне ке вечера.
Нема проблем, бе. Дај да ти Не, помогнам. не. Ајде, добро де, како ќе кажеш ти? Ајде да видиш одејата. Ајде, ева по мене. Море, во најубавата соба. Во четворката го кладе, бе, мај. Виде? Ова е собава. Ај сега, кажи, дали те бендисува. Ако не те бендисува, јас можам да ти покажам друга соба. А? Мекичко е, чисто е, бидува. Сега, ако бидува, легни, одмори се, кога ќе посакаш да каснеш нешто, викни ме, јас... Стој. Седи. Сакам прво нешто да се договориме. Кажи бе. Ако бидува арно, ако не, ќе треба да одам да барам некое друго место, некои работи кај да оставам. Кажи бе. Овде имам некои пари. И сакам додека сме во Анов да ми ги причуваш во некоја здрава соба. Оти не сакам сите овие пари да ги шетам со мене, ниту пак да ги оставам во оваа соба. Не бе, пријателе. Не бе, не знам што да речем, ова големо богатство е ова. На голема мисла ме кладе, мислам, здрава соба видиш, а? Абе, ми текна бе, знаеш дека имам една здрава соба? Мојата соба, кај што спијам јас. Таму ќе ги клајме парите. Ќе ги скријам на скришно место. Ти лежи тука, одмори се, за париве гајле да немаш. Сполај ти многу, пријателе, за оваа работа. Оти, тука сум дојден, сакам трговија да водам. Ке се гледам со луѓе, со трговци, не е убаво сите овие пари да ги шетам со мене. Не е убаво, не се малце пари. Мислам, ти знаеш какви се луѓе шетаат по земја, мислам. Знам, ама не ми се сите пари за трговија. Сакам, сум наумил, ако ми се бендиса местово и една куќа да си купам. Оти во моето место, каде што живеев, останав сам. Ништо не ме држи таму. А ова е голем град, убав град и трговијата полесно ќе ми оди. А? Арно велиш, пријателе, ама јас тебе сад ќе ми ти кажам нешто. Нарно ќе биде. Јас и ти да направиме еден запис. Да запишеме колку пари ти ми оставаш мене на чување. Да не биде после волку било, толку било, онолку биле, толку биле. Ова убаво каже. Лесно ќе ја завршиме таа работа. Во секој од кесињава има пусулче. И на него пишува точно во кој кесе колку пари има. Еми, шо е таква работата? Ејч гаде да немаш. Ајде, дај да го клам ова ковчеđево. Ето така. Ти сега отвори се и како што ти реков, гајле да И полека. Ајде, леги ти, отвори се. Ајде, да се видиме сабајле. Ајде. Ајде сюда. Ајде. Леле, пријатели, Шо е? нема да ми верувате колку богат гостин ми дојде во Анот. А ти затоа го смести во четворката. Овој ли што влезе пред Тој, малку? тој. Па не беше нешто, кој знае што. Добро, дотеран беше, ама не беше да кажеш нешто. Така. Што? Абе, ти види го. Абе, тие богатите не се откриваат така, си го кријат богатството. Тие не сакат другите луѓе да знаат. Шо мислиш ти? Така е, така е. Шо велиш богат беше, а? Абе, што да ви кажам, бе, тоа неговото богатство, бе. Абе, тоа не се брои, бе, тоа се мери. Кај го носи тоа богатство? Па така ли се чува, така ли се носи богатство? Да, кај го носи, бе? Кај го носи па тој тоа богат? Види, ти знаеш какви луѓе шетаат. Абе, некои ќе го начекаат крк, отиде враче. Абре, нит го шета, нит го носи, мене ми го остае да му го чувам. Сака овде да прави голема трговија. Па ако му се бендиса, да се купел куќа, тука сака да остане. Ако убаво е во местото да има такви луѓе. Па сите ќе видиме некој ќар од него. Еве, јас не сум трговец, златар сум, ама пак ќе купи нешто од мене, така ли е? Па треба ли тој човек да...
Да се вери, да се жени, да крштева, да ова, она, така ли? Ке купи нешто од мене. Види го, бе, ова Златарчево. И треба да... Одма пушна да ги трие рацете, да купи нешто од него. Ако. Треба такви луѓе во местово. Бе, Анджи, Тодоре, и ти некоја ќе фрлиш овде во појасот, а? Ме се чулте, господа, само што е можно да остане повеќе кај мене. А би има да го гоштевам со најубави јадења и пиења. Само и само да остане. Ајде да видам се. Ајде. Видели бе, вака така каков излезе тој. Јас веднаш го заприметив. Опасен си ти, опасен. Богатиот, нозете ќе ги искаш, вика како крилја да имаш да лепнува мало. Не доаѓаат секој ден вакви гости. А јанџијата има мома за мажење. А и човеков не е за фрлање, гледаш. Млад, личен и богат. Опа, шо бе? Сега, стројник да не му се чиниш, а? О, проштевај, па како не ми текна, па и ти имаш мома за мажење, така? Мојата не е за мажење. За мажење, не била за мажење. Како не е за мажење? Нема. И дојде времето и пројде времето, ќе остане немажена заради таков татко како тебе. Види го, ти ли мене ќе ми кажеш? Па јас ќе ти кажам, ќе ти мома, остане јас ја чувам. Мојата мома, бе, не си ја видел мојата така? Бела, убава, црвена како јаболче. Сум ја видел. И доста не сакам да се расправам со тебе. Еве, мрак не фати, ајде да станеме си оди. Ајде. Ај викни го Анџијата да платиме. Удре ќе платиме. Не го гледаш како е запатен со оној богатиот. Нас не заборави. Анџи да платиме, може? Абе, одете утре ќе се видиме. Утре. Ајде. Утре ќе се видиме. Ти кажувам што ми кажа ме Анџијата. Аме Анџијата вели богатството негово не се броело. Не се мерело со оки. А ти кажи да? Шо? И тебе? Ти светна очите, а? Па добро сега. И си велиш. Не баш толку. Си велиш. Тоа е. Тоа е. Така ли? Вие си реков тоа. Чекај сега. Сакаш да ја омажеш кирката без ништо да дадеш, а? Види си ја види. И мирас не сакаш да дадеш, да не сакаш и да ти платат? Море, досега ќе ја имавме омажано кирката, ти да не беше таков скржав, стисна тамав кјар. Разбираш ли? Те разбирам. Море, Шо? да ти кажам право, ти мислам дека и ќе ја продадеш, само и само уште некоја жолтица да си ставиш во душекот. Добре. Имаш една уста која ќе отвориш, Ама така? Јас да речам ќе заврне, ти керката ни е за мажење, за мажачката, за девојчето. Абе, види, друго сакам да ти. Ама знаеш ли дека ќе престари? Ќе престари за мажење Што ако да престари бе, продолжиш па не вака. 100 годишна, 25 годишна, 35 годишна, толку Ќе ете. престари? Колку јаболче Сти бела? тетовско е, види, кој ќе видиш бела црвена и јако девојчето бе, мислам рането што се вели. Ај седи, сакам да ти кажам, види, друго сакам да ти кажам. Сакам да ти кажам, оти има, ние сме богати. Так, богати. Ама имало и побогати од нас. Па имало, заимање има. Што ме во анот, значи оддалеку. Да, оддалеку е, така да речем. Ама, да ти кажам, ако е оддалеку, ти праеш што ќе праеш, гледај да го донесеш кај нас дома за домазет. Како се сетинал, слушај да ти кажам. Јас така ќе направам. Така да направиш. Ќе одам и ќе го наблюдувам. Ќе си седам во анот и ќе гледам да го поканам да дојде кај нас на гости. Така. На едно ручече вечера, така работа, разбираш? Абе сега види, зошто јас да дадам мирас кога може богатството кај мене да си дојде? Да, јас така велам, ама ако сака,
Сака. Оф, дај Боже и така да биде, само момичето да не ми остане само на веков. Абе, нема да остане Ама така. ќе остари. Така ќе правиме. Ќе остари, Како после не може ни голтар да земе. Абе, ти реков таа муцката да ја затвориш, така немој да збориш, оти сама белјата си ја Ох, викаш. ајде, Ајде, оди, ајде. оди, Ајде оди да на, направам ајде приготви вечер. вечер, така. стега. Ајде да вечерам. Уста женска. Туку ќе... Ќе мај како не. Јас ќе одам. Ќе поканам на вечера. Едно коковче со ориз. Не мора цело, може и копан. Но ориз. Абе, пријателе, абе, секој ден, се порано и порано почна да ми доаѓаш, а? Слушај, сакаш да ти го донесам кафето сега или ќе го почекаш младиот пријател, а? Ами ќе поче. И кажи ми, бе, шо толку многу ти омиле? Па сега, како да ти кажем, ете, па сам е во местово, нели, а муабетот убав, ни врви муабетот се така за трговија, за продавање, договарање, ти реков, преговарање, така, го биде и умен, И богат. и богат да ти кажем. Па си реков, ете така, недела, убав ден, да го поканам на еден ручек, коковче со ориз, знаеш, цело коковче со... Не ми се верува дека може да дојде. Оти, Сношти така не пара ми се виде арен. Легнал, глава не крева. Му однесов да касне нешто, него ни поглед на јадењето. аман бре, Да, брат. бе, да. Оу, лоша работа, велиш, не прави муабет, а убаво му тргна трговијата. Абе, да водам јас дома да ја кажам на жената да не готви за мнозина, нека сготви едно копанче, колку Абе, се... ти реков, болен е, но... Болен, да. Така, болен, така мислија сега, каков ќе биде утре, Господ знае. Да. Види, јас значи ќе појдам, ќе кажам на жената, нека не готви цела копашка, едно копанче, а сетне ќе дојдам да го посетам, да видам како е греота бе, пријателе, сам е. Чекај, бе. Анджи, сам е. Како сам, бе, како сам? Тука сум јас, тука е домаќинката моја, ќерка ми моја. Керката го служи. Бе, ти да не мислиш дека јас сум наумил да го правам зет? А, ќерката моја си има одамна таксано момче. Не, бре, пријателе, грешиш, на грешна мисла си, пријателе. Не греши душа, ба ние сме пријатели, знаеш, јас таква работа. Абе, добро, са прости ми ако сгрешив, зашто мене се мисли дека... Си сгрешил. Ама натака... Си сгрешил. Добро, Си сгрешил. добро, Ај, ајде. ти се проштевај, текшавај. Ево, јас одам да ја кажам на жената, ајде, довидување, па ќе навратам сетне. Оди. Да го видам. Ајде. Да му мислам, Немај гај. Нема да ме биде, Анджио. Колку време лежам во постелава. Ич не ми е поарно. Се си мислам, оти ми дошол судниот час. Не се секире. Ке ти помени како на кутре. Како дошло, така ке си оди. Хајде, напи се тровода. Не идиш, а? Друго ќе те молам. Кажи. Знам дека ми иди крајот на веков и ќе те замолам да појдеш да го викнеш попот. Сакам да си земам прошка за гревовите што сум ги правил на веков. Викни ги и златарот и трговецот. Зошто ти се тие, бе, пријател? Оди викни ги ако сакат да дојдат, та ќе видиш што ќе ми се. Ќе го сторам тоа што го бараш од мене. Само се ми се чини дека ќе ја сотреш болештината. Млад си да се дадеш така на Бога. И ќе те молам, кога ќе ги викнеш друзите, што ти кажав, и кога ќе дојдат, и ти да дојдеш со нив,
и пред тебе да се запише тоа што сакам да се запише. Ќе го сторам тоа, само ти кажам право, душата ме боли кога те слушам вака млад за умирачка да зборуваш. Ами, со богатството што ќе правиш, бе? Имаш ли некого некаде да го викнам, да му го дадам богатството, а? Ти кажав, јас оти сум сам на веков и немам никој. И сега ајде оди, викни ги луѓето што ти кажав и да завршиме со ова. Ево да ти викнам, Кажи, чедо Божие, зошто не собра? Да не сакаш да се исповедаш? Анџијата знае дека јас имав некое богатство и не сакам тоа богатство така да остане по мојата умирачка. Ве викнав, сакам да се запише се, кому и колку ќе оставам од парите. Пишувај, Анџе. Нешто за училиштето, за сиромашните луѓето им дадеме, За црквата. За црквата. Ние ги раниме сиромашните, а и за болните. Се ќе запишеме и ќе се подпишеме. И подпишаното на Анџијата ќе го дадеме и кога ќе дојде време, како е запишано, така ќе направиме. Напише оноку? Друго, имаш нешто за оставање? Парите, 1000 алтани мамуди за сиромашните да се раздадат. Така, пиши по. Ти, Анџи, толку. По пети. Црквата ќе ги раздаде. Црквата да ги. За училиштето. За училиштето. За училиштето. За училиштето 10.000 гроши. Гроши. Там. Нека учат децата. Пиша, Анџи? Да. Колку? Тамам толку. За уште тие што просат. За ни. Ептен сиромасите. Колку? За нив 5.000 алтани. 5.000. Мама. Пише, Анџи? Тамам толку. За попот. За попот? За попот да раздели на сиромашни. На сиромашни 3.000 алтани. 3.000 запиша. Анџи, тамам толку. За трговецот. На луѓето што им пропаднала трговијата. Да дај 6.000 алтани. 6.000, Алтани. Попе, Анџи пиша? Пиша. Толку. Еми тоа е моето богатство. Сполајте си. Запиша, Анџи. Тамам. Ајде да се подпишеме сите се. Сполајте си. Попе, да се подпишеме сите и Попе да благословиш. Ова се што е подпишено да се благослови. Ајде. 6.000. Толку. Веќе и за црквата. И јас што треба да разделам за си. 10.000. Така. Ајде. Одете се сюда.
И илјадници алтани за ова, илјадници лири за она. За нас трговците само 6.000 лири даде. Бе, знаеш колкаво богатство раздаде домакинке, знаеш ли колкаво богатство? Да даде Господ да стане, па да си го земеме за домазет. Ох, бе, да даде Господ. Знам што ќе правам. Јас ќе го наговорам Анџијата за стројник да се стори, да си го земеме за дома. Слушај, да имаме среќа да го земеме за домазет, што да ти кажам? Анџијата ќе ми помогне. Ќе го земеме сигурно како алва, ти кажам. И секој ден да одиш да го надзираш. Ќе го надзирам. Така, да видиме дали му е поарно. Ама Белким ќе оздрави. За толку знам, не треба да ме учиш. Еве, да одиш. одам веднаш и ја знам по моje како треба да правам. Ајде, оди. И веднаш да дојдеш да ми кажеш. Веднаш. Ајде. Дојде, а? Како е, пријателе, како е? Подобар ли е стана? Да ти кажам право, денес поарнен ми се гледа. Нели со денови нечеше ништо да јаде. Денеска касна малку. Што касна? Ја не му даде. Ја не само ја каде. Штом почна да јаде, ќе се опреј. Ќе се опреј, види. Еј, пријателе, види, сакам да те замолам нешто. Кажи. Ама кој ќе закрепне, знаеш така, кој ќе стане, да го прашаш, пријателе, дали да ми се сториш еден стројник, еве, мислам, за керката и за момчето, па да го прашаш дали ќе сака да стане еден домазет кај мене, за девојчето моје, за керката. На драго срце, бе, пријателе, само Господ здравие да му дај, па да направиме една свадба, да поиграме, да се развеселиме тоа. Одам сега веднаш да му кажам, може би оваа вест ќе го крени на нозе побргу. Не, почекај, пријателе, почекај, немој веднаш да му кажав, нека се закрепне, ти знаеш моето девојче како мислам керката моја. Знам, бе. Така мислам, како јаболче тетовска. Па, сет не кажи му. Добро, ај сега јас одам јас, а ти... Вич, гајле, да не береш, ти знаеш дека ме бива за таа работа? Знаеш дека имам лесна рака? Лесна рака и нога за ова. Ете така. Оди, кажи дом, ајде. Ајде, пријателе, замина. Ајде, оди. Што да правам? А момата е убава. Да кажам, не чини. Да не кажувам, па ич не чини. Ај, билја работа сега. Море, ќе одам и ќе кажам. Па белки ми има Господ, ќе помогне. Оти не излезеш малку, домакине. Излези. Седни со пријатели, поразговарај малку. Знам дека не си од местово и не знаеш многу луѓе, ама ако седиш дома нема ни да знаеш. Некако не сум марен уште и се плашам пак да не фати болештината од пред некое време. Не е тоа. Фала му на Бога, арен си. И ако имаш нешто да ми кажеш, кажи ми да си знам, пред да почне татко да прашува. Долго време се мислев, да кажам, да не кажам, ама тоа што Господ не го покрил, не можам ниту јас да го покријам. Тоа што е лага и што се крие, кога тогаш ќе излези на виделина, само ќе се забави малку. Знаев дека имаш нешто што не кажуваш. Само да не е нешто страшно. Да не си отепал некого. Да не си украл нешто. Ти кажи ми. А јас ќе судам дали е закажување или не. Ајде. Епа, торбите што ви ги донесов се полни со срчи. Нема ниту олку, ниту волку, ниту 1000 лири, ниту махмуди, ниту чакрли, ништо. Полни се со лаги, со рогови, моја мила невесто.
Ете тоа е. Ако не ми веруваш, земи едно кесе, распарај го и ќе видиш самата. Ама зошто не излажа, домакин? Зошто? Зошто да? Си мислев дека со лага ќе се збогатам. И еве се збогатив. И тебе те добив. Сега, оди ти кај мајка ти и татко ти и кажи им, ако им се види криво, да си го фатам патот под нога и ќе си се вратам од кај што дојдов. А ако декса да останам за зет, кажи му на татко ти да ми даде едно кесе пари и да одам кај анџијата долго да си го платам. Машала, машала! Си станал, а? Ајде, де, седни. Седни. Јас веќе му ја отпеав прошталната. Како си сете? Како сум, како што ме гледате, така сум. Фала му на Бога, дочекав и среќата да си ја најдам и тоа баш во вашево место. Меанџи, за тебе. Многу ти благодарам за целата добрина што ми ја направи. И за тоа, што ме гледаше додека боледував тука во местово кај вас. Сега дојде време и да се раздолжиме, да си платам ако може да се плати тоа што го направи за мене. Види се, ЕСАП-от е направен, или се е запишено таму и јадење, и пиење, и испиење се. Земи ги париве и не бери гајле за ЕСАП-от, не треба ЕСАП. Слушај, преброј ги и ако се малку да си бараш. Ич нека не ги брои, зашто ако ги преброи, ќе дојде на мисла дека треба да ги враќа. Така ми се чини од тоа што го видов во раката, од пари се разбира, мислам, таква ми е работата за рајето. Тебе ти се погоди зетот. Чекаше, ама дочека. Погоден, не велам не. Погоден. И умен, како работи, како тргнал вака, тако остане умен, како ше. Ке му и дадам и клучевите од мазите. Тој да ја води трговијата. А Бога ми и други работи. Не рекол џабе народот. Имам зет како мед.